Михаела Петровска, економски факултет, 2 година. Живееме во ера каде бројките гласно зборуваат, а вредностите тивко занемуваат. Свет во кој не прашуваме кој си ти, туку колку имаш. Таму човекот не е личност, тоа е статистика. Парите повеќе не се средство за живот, туку мерка за моќ, статус, влијание. Кога ќе навлеземе до јадрото на вистината, се раѓа прашањето што одамна интегрира човековата мисла. Дали парите владеат со светот, или тоа е само мит во кој сме научени да веруваме? Парите имаат влијание, но не и власт. Тие се алатка за размена, инвестиции и развој, кои го насочуваат општеството во движење. Големите корпорации, финансиските пазари, па дури и државите ги засноваат своите одлуки врз интересот на економијата. Така, вистинските вредности се повлекуваат во сенка. Парите не само што возможуваат размена, тие се претвораат во символ на успех, влијание и човечка вредност. Во таков систем, одлуките не се водат според правилното, веќе според профитабилното, додека можностите се наследуваат, концентрираат, зајакнуваат. Како што истакнал Карл Маркс, капиталот има способност да ги обликува односите помеѓу луѓето, од солидарност до конкуренција, наместо еднаквост, хиерархија. Парите се добар слуга, но лош господар. По зборовите на Френсис Бејкон, тие може да создадат моќ, но не и вредност. Да купат удобност, но не и почит. Да купат куќа, но не и дом. Со нив може да отвориме многу врати, но дали секоја води кон вистинска вредност? Понекогаш, за тие врати се крие богатство без правда, моќ без морал. Тоа што доаѓа тешко се игнорира. Се соочуваме со загрижувачки факт, во кој само 1% живее во изобилство. Милиарди луѓе го делат остатокот. Не затоа што нема доволно, затоа што нема еднаквост. Мал број луѓе го одредува текот на економијата, можностите за образование, дури иднината на цели заедници. Не е прашање на пари, туку на моќ и влијание, кои се концентрирани на малкумина, додека мнозинството останува на маргините, без глас, влијание или можности за подобрување. Светот никогаш не бил помало од денес. Со еден клик зборуваме, преку екран гледаме, на трен се поврзуваме. Тоа е глобализацијата. Музика, мода, идеи, се е насекаде. Тука се раѓа вистината. Глобализацијата не е ниту херој, ниту виновник. Таа е алатка. Запрашајте се, дали ова е случајност или систем? Одговорот не е едноставен, но е јасен. Не е случајност. Ова е резултат на начин на кој е поставен светот околу нас. Поради тоа, моќта не им припаѓа само на оние кои имаат капитал, туку и на оние кои имаат глас. А народот секогаш има глас. Парите може да купат тело, но не и душа. Вистината не е дека парите владеат со светот, веќе нивната моќ зависи од нас. Нека нашите постапки зборуваат погласно од валутата, затоа што карактерот не се купува, се докажува. Не дозволувајте парите да го диктираат вашиот живот. Дозволете вашите вредности, избори и глас да го водат светот кон подобро утро.